Ја живеам со 3 внучиња и син. Синот е повреден, никаква помош немам од никаде, ниту он не е способен за работа. Би сакал да продолжам со учењето факултет за архитектура. Спремни сте вие да се спакувате? Да. За еден ден? Да. Да? Ти спремен си да се спакуваш за еден ден? Да, за до вечер, за утре слободно е све. И остана како дупка тука, која ми кажа дека таа воопшто нема кујна. Јас ви оставам таму крофни да се заблажите, носам крофни као цела армија. Ајде, чао! И стигнавме до фазата на местење под, односно во овој дом ќе поставиме ламинат. Досега во домот имаше делумно оштетен под, а во поголемиот дел од станот имаше само бетон. Затоа овој ламинат од нашите пријатели Аџико Хоум Центар навистина ќе направи голема разлика во животот на ова прекрасно мало семејство. Ви благодариме Аџико Хоум Центар што сте наши пријатели во секоја епизода на Проект Куќа. Обично кога се мести подот и кога се монтира ламинат, тоа за нас е најубавата слика, затоа што тоа значи дека сме при крај со работите. Но за жал во овој случај не е баш така, бидејќи иако се мести ламинатот, ние имаме уште многу работа. Еден од најбитните сегменти во секој дом е белата техника. Затоа сме тука, во салонот на Риверсофт. Тие се нашите пријатели, компанијата со големо срце кои за секој дом во овој серијал на Проект Куќа, значи за целата сезона, ќе донира целата бела техника за секој дом. Риверсофт не само што се компанија со големо срце, туку се и ексклузивни увозници за брендот Vox. Имаат салони во Кавадарци, Кочани, Струмица, Штип и Куманово. Имаат сервис во секој град. Тоа значи дека што и да се случи со вашиот апарат Vox, може веднаш да се реши проблемот. Софа Студио се општествено одговорна компанија и секогаш кога имаме потреба од мебел, тие се тука за нас со нивните отворени врати.
Познати се по нивниот исклучително квалитетен мебел и затоа секогаш кога сакате да купите квалитетен мебел, одете кај оние кои што ги сакаат луѓето и кои што секогаш мислат на нив. А од Софа студио и овој пат ни пристигна прекрасен мебел. Столчиња, фотели, софа, само убавини. Ви благодариме, наши пријатели. Нашите пријатели од Аџико повторно се тука. Овој пат тие ни носат по кукнина, теписи, столчиња за бироа, ламби. Се прашувате зошто толку многу? Затоа што нивниот репертоар на производи е навистина бескраен. А ако одите кај нив, ќе се уверите и самите. Со оглед на тоа дека овој стан е навистина голем, секоја донација ни е богатство. Треба да опремиме многу соби. Компанијата Кара Тем за овој дом ни се приклучи и ни донираше навистина доста работи. Тие донираа ормари, кревети, бироа. Собите на децата навистина ќе бидат совршени благодарение на сите овие компании кои стануваат наши пријатели. Голем стан, големи маки. Но овој пат тие маки се сладки маки, бидејќи работиме за среќата на 3 дечиња. Имаме за нив едно изненадување, кое што тие не можат ни да го замислат. Правиме мала дневна која што е наменета само за децата, а во таа дневна има и мала кујна. Токму затоа Мебел Ацевски се повторно нашите пријатели со големи срца, кои што и во оваа епизода ни се приклучуваат. Ја работат малата кујна, комода, масички. Ви благодариме, пријатели, вашите срца се навистина големи. Lotus Design е бренд на реномираната компанија Звезда Комерц од Неготино за производство на мебел за бањи. Изработката е со најсовремена опрема и високо квалитетни материјали. Нивната палета производи е застапена во салоните за бањи во сите градови низ земјата. Докажани се со врвен квалитет, низ 13 години искуство и задоволство на нивните клиенти. Но тие се и општествено одговорна компанија, која што за некои од домовите во проект Куќа донира и мебел за бањи.
Едно од нештата кое што навистина сакав да биде прекрасно е кујната каде баба Милица ќе ги готви највкусните манџи за незините внуци. Баба Милица веќе нема да има импровизирана кујна. Ќе има вистинска кујна, прекрасна кујна. Во тоа, во оваа епизода ни се приклучуваат Бека Мебел, кои што ја работат кујната за баба Милица. Честитки! Значи, што правиме денес? Денес правиме се. И моментот се монтира малата кујна. Значи, се монтира малата кујна, се дотеруваат собичките, се работат кашите, се земаат мерки за рулетни, брзаме. Не очекувавме дека многу проблеми ќе се јават во изведбата. Најмногу со парното, мора да се смени цело парно, а немаме донатори, немаме доволно финансии и тоа ни ги влече многу работите и тоа многу ме загрижува. И на крај ќе ви кажам дали сме го решиле проблемот. Ама нема да ги оставиме без парно. Значи баба Милица и децата сакам да се додат и да паднат несвест од среќа. За работата на мајсторите од Мебел Ацевски никогаш немаме никаква замерка. Тие се секогаш точни, на време, прецизни и затоа знаеме дека децата ќе имаат совршена мала кујничка во која што сигурно многу ќе уживаат. Десетици вредни раце наеднаш работат за да стигнеме на време и ова семејство да биде навистина среќно. Се работи буквално се. Уредување, декорации, кујна, мебел, врати. Наскоро, конечно, ќе бидеме готови. Иако сме веќе скоро при крај со работите, многу нешта се уште се работат. Но овде сме сите и со сите сили и ентузијазам и љубов работиме за да завршиме на време. Lavender. Средината. 147. Сега се бавиме со убави нешта.
Кога поминаа тешките работи, го уредуваме домот и даваме душа на секоја соба. Но најмногу се фокусираме на собата на Ана Марија, бидејќи таа беше најмногу радосна што ќе добие нова детска соба, каде што ќе може конечно да ги прими на гости своите другарчиња. Изненадувањето за бабата Херој, нашата баба Милица и за Ана Марија, Ѓорги и Кристија. Ако им биде на почесно место у Френција. Конечно ги местиме и вратите. Верувале или не, тоа е нашата најслаба точка скоро во секој дом што го работиме. Најтешко наоѓаме донатори на врати, најтешко наоѓаме монтери на врати и тоа е секогаш последното што се работи. И тоа најмногу ме загрижува. Океј, како е Лески? Супер, јас да одам, да прашам нешто, ќе го завршиме или некој останам, човече? Не, дечки, како би утре ќе одаеме там? Ја гледам дека вечер нема да спиете, вие. Врачиме убаво свего, а? Вака многу убаво изгледа, реално. Кога ќе видиш вака изгледа, джам. Еден ден пред предавање на стан. Доаѓам тука и очекувам дека се цакум пакум и дека ја ќе можам да почнам да редам украси, да ставам слики. И како што може да видите, тоа е тоа. Значи, мајстори уште работат, уште имаме работа, ролетни треба да се местат, треба да се чисти многу. Парното ни одзема многу голем дел од времето. Многу не завлечка, да кажеме, додека го најдеме, додека најдеме мајстор, додека се монтира, додека најдеме пари да го платиме тоа всушност не одзема многу време. И колку време беше сме тука? Повеќе од месец дена го правиме овој стан. Едва чекам утре да го предадеме. Значи вечер очигледно нема да се спие, очигледно сите ќе работиме и ќе чистиме, ќе средуваме, не се смејте блајите. Ти најмалку ќе спиеш. Значи сега што можам ја да направам? Можам да ги оставам уште малку да поработам и да се вратам покасно за да чистиме. Пред вашите очи сега е комплетно среден стан. Вистинско патување беше да се трансформира овој дом од онаа состојба во која што беше до ова што сега го гледате пред вашите очи. Сите соби се средени, дотерани, исчистени. Со здружени сили направивме уште едно мало чудо. И од овој некогаш стар и руиниран дом направивме вистинска убавина и милина за очи, но и среќа за оние кои што ќе живеат во него.
Убавината е во малите нешта, а ние се трудиме и најмалиот детал во овој дом да биде прекрасен и полн со љубов. Одлично, значи стигнавме до последниот ден предавањето на ново стариот дом на баба Милица, Кристијан, Ана Марија и Ѓорги. Тука работевме многу време, многу повеќе од колку што очекувавме дека ќе работиме и направивме неверојатни работи, значи од комплетна електрична, водоводна инсталација, ново парно, нови ребра, нови соби, нови ѕидови, отварање на прозорци, уште еден тоалет. Значи практично од овој стан кој што беше многу нефункционален направивме два стана, еден голем стан кој што ќе им биде многу функционален. Јас сум многу денес возбудена, не знам дали сум повозбудена од нив и цело време имам чувство дека нешто заборавивме, дека нешто ни фали и само праќам луѓе оде земете цвеќе, земете, ни фали маса, ни фалат книги. Неверојатен стрес беше овие 30 и кусур дена, ама денес ова чувство овде не се заменува со ништо. Едва чекам сега да излеземе надвор и да ги пречекаме и да ја видам нивната реакција на нивните лица. Особено ми беше многу драго што работевме за едни неверојатни луѓе. Баба Милица која што и покрај се што животот е приредил, е цело време насмеан и никогаш не се жали и ништо не бар. И нејзините три внучиња кои што јас мислам дека не сум сретнала поскромни и потивки деца. Значи од моментот кога пазарувавме заедно и кога со сила ги терав, ајде земете нешто, па до моментот кога ги прашав како би сакале да изгледа нивниот дом, тие апсолутно, значи нема никакви посебни барења. Единствено нешто што побара машките нормално беше срамливо, па PlayStation можеби. И замислете, што имаме донација PlayStation од Македонска еспорт федерација, фала ви многу. Во овој дом се приклучија толку многу донатори, бидејќи се работеше за голем дом, што сега ако почнам да ги набројувам, ќе ми треба многу време, затоа сега брзаме да ги пречекаме, а кога ќе завршиме со све, на сите поединечно ќе им се заблагодариме. Затоа што со отворени срца се многу малку луѓе овде, а токму таквите ги најдов јас и сум пресреќна. Ајде сега довне да ги чекаме. Ајде, дечки. Не ми се верува, одиме да ги чекаме. Значи, тие се тука некаде, треба да се стигнати. И ме е така една возбуда, јака ме дрма. Денес е дождлив ден, ама тоа нема да не спречи да го направиме најубавото нешто. Дождот значи берикет. Берикет за ова најубаво семејство е токму овој ден. Еве ги тука се. Хело, како сте? Добри сме, здраво си во Леле, колку сум среќна дека ве гледам. Па Бога ми, јас не се среќна. Дечки, како сте ви? Супер. Ние за овој период додека се правеше вашиот дом не се видовме, јас со нив се видов, со тебе не се видов. Кажи ми, молим те, искрено. Искрено Како се чувствуваше додека чекаш? Докато чекам, знаеш, се тресев целата, да ви кажам, од радост. Не знам што да правам, што вика, толку радостно. Значи дојде тој ден? Дојде тој ден и радосен. Ја мислам дека сега, кога ќе видите, не знам, нема да верувате прво дека сум истиот стан. А вие дечки кажете ми вака со кратки зборови. Што чувствувате додека чекате? Се знам. Нестрпливо. А што очекувате сега да видите? Многу нешто. Нешто многу убаво? Да ви кажам нешто, јас сум многу нестрпливо, да ви покажам, ајде одиме. Ајде, без многу муавет, ајде. Јас сега гледам пред мене луѓе.
Да. Знаете ли кои се тие луѓе? Не. Тоа се скоро сите луѓе што помогнаа вашиот дом да го направиме дом на комишија. И јас сакам на овој начин да им заблагодарам затоа што се тоа луѓе со големи срца, со отворени срца, кои што знаат дека давањето е благо. Знаеш како? Да. Отворена рака знае да прими. Може да даде и знае да прими. Јас со такви луѓе работам. Првата компанија која што ги плати сите мајстори е компанијата Солопром, една од најуспешно одговорните компании. Фала им многу. Втората компанија која што ни помогна, која што изработува мебел за бања, не снабди и со водоводни цевки и со се нешто, Звезда Комерц, Лотус од Неготино. Значи да се знаете кај да купувате мебел за бања. Третата компанија која што ни донираше кујна е Велика мебел. Нашите пријатели Осигурување Македонија, годишна полица за осигурување на домаќинство, тоа е посебно за Пожар сигурни и од кражба да се од се. Ова се моите, нашите пријатели на проект Куќа Хрома. Нив апсолутно се, најквалитетно и најдобро за градба. За фасада, бој, лакови, Максима, проект Куќа работи само со нив. Ми беше често за тоа. Фала и на вас многу. А Мебел Лацевски, што да кажам за нив? Мебел Лацевски се секогаш први да се пријават кога треба нешто да се прави. сигурно ми задоволство да помогнат. Фала ви од срце. Ова што пишува тука е Риверсофт. Риверсофт е компанијата која што ви го опреми домот комплетно со бела техника. И сите домови од сега натаму ќе ви опремува. Значи кога ќе купувате бела техника, не само што е најевтина, туку ќе купите кај оние кои што се грижат за луѓето. Риверсофт. Дъма са нашите нови приятели, таму направихме неверојатен шопинг таун, многу дъма. Ајде. А Дзико Хоум центарот Штип, од прво од старци со нас, се за домот, од теписи до ламинати, до украси, до осветлување, апсолутно се кај нив. Европарм се наши нови пријатели, кои се снабдуваат со најдобрите витамини, Джеймисон. Ова се нашите мајстори. Фала ви многу. Добро, комшике. Добре сте ми. Добро, Дочекаме. комши. Фала. Значи сега, вака ќе направим. Ова е клучот од вашиот ногу. Фала многу. Да ви Сега, сакам. живи, здрави, се најубаво. Сакам да си го отвориш сама домот, бидејќи тоа е оној подарок кој што го имаме за тебе. Фала многу. Кој? Па повелете и вие исто. Ајде, повелуваме сите и едва и чекаме да ја видиме вашата реакција. Ајде. Боже. Многу Лене не може да познаве šta. Повелете во вашиот нов дом. Боже, не можеш да го препознаеш. Што ќе кажеме, немаме зборови, толку е убаво. Преубаво е. Која соба сакате прво да влезете? Која чија соба? Кој е сам? Ајде, Џоле, у неговата соба. Џоле, сопчето како е? Супер. А? Супер. Каже, рипни, погоре да. Рипајте малку. Многу е убаво. Како ви се свига? Многу убаво. Џоле, како е, Џоле? Многу е Те убаво. погодивме ли кажи? Многу убаво. Да? Да, многу. Многу убаво. Ова е една младалачка соба, бидејќи ти си више дечко. Он е више дечко во 19 Има и може неверојатни книги за тебе, имаш тука место да си викнеш друштво Да. и да си уживаш. Пази шо има? Прозор е! Да, Прозор, да, најубаво што има прозор. Најбитното прозор А е. тоа е прозорот, да. Да. Е, сега ова тука што е?
Ова е дневничка. Ама каква дневничка? Соба. Ова е дневничка за играње PlayStation. Ова е за Джуле. Ова е дневничка со телевизор мала за нив за играње PlayStation и за дружење. Много убаво. Много убаво. Нема речи. А ова? Ова сега внукот кој ќе се жени има совче. Ова е малата кујна за нив. Ова го замисливме како посебен стан. Да, Мала посебен стан, дневничка, много мала кујничка. Много убаво. Чекај сега, кој е наред за собата? Ајде на Ана Марија. Ана Марија. Што е бабе ово? А? Што е кажи бабе? А? Убаво не чини? Убаво, преубаво. Преубаво е. Кажи ми, вака ли си ја замислуваше собата? Да. Да? Вака убава. Значи со мало биро, Видиш, со големо бабе, биро, лустерче имаш. со розев лустер, со розева Столна столна лампичка. ламба, со многу книги, со многу убави книги, подарок од Арсла Мина, Много убаво. со розева постелнина, розева певничка, розево светленце, се што Многу сакаше убаво. розево. Много убаво. Тоа е тоа, Ана Марија? Да. Може да те гушнам? Да. Ќе ги викнеш другарките на гости? Мако знам, не може Да? да Да замислам. им се пофалиш како имаш најубава соба? Да. Ќе го направи тоа? Стан нема од зграда. Срце моје, јас се надевам дека стварно многу ти се свига. Кико, Како е, Кико? Кико, поубава што беше, а? Не да е свиѓа? убаво, бабе. Многу убаво. И овде имаш примерно книги, имаш своје биро, столче, место за спиење, ова све се пушта. Многу убаво. Подарок од дома за секој од вас на масата со порака за секој. И знаете што е битно, ролетни имате. Да, Ролетни ролетни. гледаат од улица. Да. Многу убаво. Многу убаво. Е, јас знаеш што сега мислам? Сега мислам дека на рече тоалетите. Ама не е еден тоалет. Два. Ви се ведува дека во вашиот дом? Не. Оваков нема ни Како? зграда. Како? Сега да си ги викнеш и види да ви ни Нема кажеш. сите, они Ајде чекат. комши да видите сега како дом си Чекат, имаме. леле, што е. Тоа е тушка бина, бабе, да се бајнаш. Многу убаво. Многу убаво. Ова е тука со машина за перење, Многу. со средства за перење, со пешкирчиња, со умивалниче. Ова си е твоето. Ова е моето. Да. Сите овие комши што гледаат, дај да видат што е ова. Кажа? Ден и ноќ ќе се работеш. Боже, колку е убаво. Ова е твојот кревет, убавиот, нема веќе цврст, нема веќе кревет. Нема даски више. Нема више даски Нема, за спиење. нема. Ова ти е фотеличе да си уживаш. Многу убаво. Ова е твојот телевизор. Здравје да ви даде многу вакви згради овој Куки да направиш. И поели го твојата нова кујна. Во вашата. Да, многу убаво. Многу убаво. А ова е бидејќи се ближи Великден. Да. Да, сакам да ви украсам баш великденски, да ви биде ова подарок великденска радост нека се. Многу убаво. Нема не знам како да се радувам. Нема Више веќе нема боца веќе. на плинско. Да, нема више. Значи, ова се ни донесе бокс, Да. нов шпоред, нов фрижидер, Многу убаво. до тостерче, до пегличка, до усисивач, до све, баба Милице, све Фала си ти имаш. на сите На сите. што помогнале, на сите. Дај да иде викнете да ја почастиме. Сите да ја почастиме. Тие што се надвор, сите. Надвор чекат ќерките му. Може како има. Може. Чекај само прво да уште изненадување. И уште има, ајде да видите. Ова е подарок од Eurofarm витамини, кои што се наши нови пријатели, со оваа убава икебана, која што имаат натраено. Да. И ова се и витамини за деца, кои што во ова
состојба на пандемија, се задолжителни да ги пиете. И затоа фала им многу што мислат на здравје. Фала им многу. Ова е подарок од ДМ, од нашите пријатели, кај што бевме, пазарувавме, правевме све. Значи шкафовите ви се полни. Од средства за чистење, од шампони, вецеата се полни со све за да не мислите долго време. Фала, не знам више што, здравје на Не ви кажат нешто, чекај, баба Милица, не заборај, многу работи се. Многу. Боже, поубаво. Оди само да дзирнеш, замрзивачот ти е полн со храна. Полн со храна. Да, благодарение на Слогопром, 3 месеци ќе ти биде полн со храна. Следни 3 месеци ќе доставуваат храна. Баш и за Великден. Баш Да за има. Великден, да Да има. Сега идем уште една идеја. Вашиот дом, нашите пријатели Осигурување Македонија, Да. го осигуруваат на цела година и ви подаруваат годишна полиса за осигурување домаќинство. Значи што и да се случи тука, Да. Осигурување Македонија е тука да ве штити и да го покрие тоа. Повелете, ова е ваше. Фала многу и Така да да... ви кажам, многу фала, нема. Знаеш што ми е најмака? Толку Што е. од маскиве не може да си ги видиме изразите Па на сега, лицата. Ама битно е да се чуваме. битно е да се пазиме. чуваме, да. Многу добро. Нас не е битно ти да останеш ваква витална и среќна и здрава уште долго време. Фала ти многу, И да се фала ти грижиш да за се нив. грижиме за нив, така е. Јас сум среќна ако вие сте среќни. Многу сум среќна, нема посреќна од мене, ја мислам. Чекај, ај, Ана Марија, што ти е тебе најинтересно, најубаво што ти е остава? Све. Све? Све нема што да не е. А твојата соба? Незина најубава. Најубава е незината. Што мислиш, каква разлика ќе има во вашето живење до сега и од сега натаму? Поубаво нешто. На поубаво ќе биде? На поубаво. 100%. Нема веќе да се грижите за... Да. Еј, да знаеш што заборавивме да ти кажем. Да, гледам и тоа гледам. Да, и тоа е многу. Имате нови пари? Да, многу пари. Имате нови парна, Да, секаде ќе ви биде да. топло, секаде ќе ви биде Да. убаво. Секаде ќе ви биде меко за спиење, нема више импровизирани кревети. И јас мислам дека ова ќе биде некаков, се надевам, нов, убав почеток за сите вас. Да. Ја мислам децата се многу фини, па ќе чуват. Златни. Ќе чуват Златни се. и тоа многу ќе ги чуват, тоа ја мислам. Децата се златни. Јас сум од вас како семејство фасцинирана и многу ми е драго што ете можевме ова да го направиме за вас. Сега ве оставаме во мир и раат, да си уживате, да си се почастите, да си се Со радувате. вас сакам да се почастите тие надвор ако чекат уште за сите има. Фала ви многу, може само надвор да излеземе, да не влеземе тука. Така, тука ќе си излеземе. Па дојде време и еве сме на крајот од оваа епизода на Проект Среќа. Дојде време да ги оставиме на рад да уживаат во оваа убавина баба Милица, Ана Марија, Ѓорги и Кристина. Нема ништо поубаво кога на некого ќе му подариш среќа. Затоа, сите вие, отворете ги вашите срца. Бидете дел од Проект Куќа, затоа што многу деца во Македонија живеат без основни услови за живот. Многу деца во Македонија немаат санитари, немаат топол дом. Вие можете да го промените тоа. Бидете дел од Проект Куќа, придружете ни се. Заедно ќе создадеме среќа за многу деца и нивните семејства. До следната епизода на Проект Куќа.